Задоволство е денес да сме овде присутни на улицата Трајко Николовски, каде што изграден овој прекрасен мост. А задоволството уште поголемо ако се знае фактот дека последните 48 години се нема изградено мост на градската река во општина Прилеп. Овој благодет ќе го користиме сега сите ние и идните генерации сигурно во наредните 50 и повеќе години. Јас сум сигурен дека на задоволство на сите овој мост ќе представува гордост за нашиот град, за нашите граѓани. Да кажам дека површината на овој мост е 849 метри квадратни, должината е 24 и мостниците уште 6 метри 30 метри, широчината во најтесниот дел на мостот е 22 метри и висината на средствата што ги оддели општина Прилеп од буџетот се 35 милиони денари. Во оваа прилика сакам да кажам дека мостот ќе ги поврзува не само граѓаните од двете страни на реката, ќе ги поврзува двете индустријски зони каде што имаме проток, најголем број на проток на товарни моторни возила, автомобили, пешаци и велосипеди. Граѓаните спокојно ќе можат да одат преку овој мост, затоа што досега беше малку поинаку. Мостот беше широк, само 5 метри и немаше доволно простор нити за товарните, нити за моторните возила, па ниту за велосипедистите или пешаците. Во оваа прилика сакам да упатам благодарност до сите оние кои што учествуваа во реализацијата на овој крупен капитален проект важен за нашата општина. Тука се Советот на општина Прилеп, каде што донесовме крупни одлуки за капитални проекти, не само ова и сите други во општина Прилеп. Сите оние од администрацијата кои што учествуваа во реализација на овој проект. Посебно сакам да му се заблагодарам на изведувачот Стентон Градба и надзорот кои што професионално и максимално добро ја завршија својата работа. Но нема тука да завршиме. Ќе продолжиме, само што почеток на градежната сезона во наредната година, улицата Трајко Николовски ќе ја реконструираме од овој потек на мостот до преку железничкиот премин до улицата Александар Македонски во должина околу 400 метри и имаме одделено од буџетот 18 милиони денари. Исто така ќе продолжат и другите проекти за идната година. Издвоени се за инфраструктурните проекти за идната година 81 милион денари за реконструкција на улици во градот и населените места. Да напомнам дека уште 3 крупни проекти што ни се најавени и поминати во Советот на општина Прилеп за буџетот во наредната година, тоа е затворениот базен, детската градинка и реконструкција на старата градска чаршија. Знам со каква желба и енергија влезе во реализација на овој проект со цел да биде квалитетен, корисен за граѓаните на денешните и на идните генерации. Сакам да укажам дека ваквите инфраструктурни проекти се проекти кои што даваат шанса за развој на градовите, даваат можност за побрз транспорт, за подобра конекција, за подобар и побрз развој на бизнис секторот, за посилен економски, локален економски развој и ова е исклучително важно, затоа сакам да ги уверам граѓаните на општина Прилеп дека овие 35 милиони денари средства кои што се вложени во овој инфраструктурен објект се средства вложени во вистинската цел и на вистинското место. Токму поради тоа секогаш давам поддршка и ќе продолжам да давам поддршка за изградба на ваков тип на објекти, на проекти кои што ќе даваат шанса за иден развој. Мостовите се објекти кои што поврзуваат, ги зближуваат граѓаните, ги поврзуваат граѓаните од двете страни на оваа река, така да ова е многу важно и заради тоа што после 50 години се реконструирано и се изгради голем мост за разлика од она што го имавме овде претходно на оваа локација. Би сакал да укажам дека после оваа тешка година која што ја поминавме сите заедно, добро е што капиталните инвестиции се реализираат, објектите се градат и уверувам дека во текот на 21 година ќе имаме уште посилен развој и на градовите, но и на целата држава. Она што сакам да го порачам и до граѓаните на општина Прилеп и до Прилепскиот регион е состојбата со
околната патна инфраструктура и дека ние веќе донесовме одлука на влада за превземање на делницата градско Дреново, со што веќе наскоро, кога ќе се создадат добри временски услови, ќе започне друга компанија, компанијата Штрабак, ги превзема работите од страна на компанијата Тирена Скави, со што влегуваме со силна инвестициска активност на овој коридор 10D, што е многу значаен за граѓаните на Прилеп. Секако втората делница од Дреново до Фариш е во тендерска постапка, во фаза е евалуацијата и очекуваме и таа делница напролет да започне како една комплетна експресна делница да се реализира, со што граѓаните на општина Прилеп конечно со целиот ангажман и на претходниот министер за транспорт и врски денеска од моја страна правиме силни чекори и напори за да се реализира овој значаен експресен пат. Секако ќе се рехабилитира и патниот правец Плетвар и работиме преку ИПА програмата за делницата Ленишка река, мост на Ленишка река до Прилеп со експресен пат. Работиме на проект на задачи и на проектирање веќе на автопатско решение Прилеп-Битола, со што конечно Пелагонискиот регион, Прилеп-Битола и сите граѓани од овој регион ќе добијат патна инфраструктура и патна врска каква што заслужуваат, со што и ќе ги намалиме и сообраќајните незгоди, но и ќе ги зголемиме конекциите, поврзувањето помеѓу граѓаните.